Почитувани представници на средствата за јавно информирање, почитувани леви, почитувани десни, почитувани позиционери и опозиционери, почитувани Трамповци, Путиновци и така натаму. Почитуван македонски народ. Националниот блок Не отварам врата покрена иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на законот за попис на населението, домаќинствата и становите. За оваа иницијатива имавме соопштение на една од претходните наши пресконференции. Ево нашиот допис до судот. Нашите очекувања се разбира одеа во правец дека ако една непартиска, невладина организација испрете некаков допис, дека тоа сигурно нема да стаса до фокусот на Уставниот суд. Но добивме одговор кој не охрабри да ја организираме оваа конференција. Еве го одговорот на судот. Изразуваме почит кон судиите кои разгледаа забелешки и спротивно на секојдневноста не уверија дека сепак нашето судство не ги заслужува сите критики кои се опатуваат на нивна адреса. Но дополнително носевме предубедување дека одговорот ќе биде секако негативен на сите три наши забелешки со кои ја спориме уставноста на пописот од 2021. Затоа веднаш, наместо да ги прочитаме одговорите, стигнавме само до последниот заклучок подпишан од 6 судии и забележавме дека тоа предупредување е потврдено. Сите забелешки се одбиени. Но патем забележавме нешто необично кое не предизвика да ве повикаме на овој прес. Крајните заклучоци кои содржат ист правен израз по секоја наша забелешка, цитирам, да се отфрли, не се во согласност со правното образложение кое се нуди како доказ за отфрлањето. Ова е тема на денешниот наш и ваш собор. Решивме да го читаме одговорот на Уставниот суд, игнорирајќи ја како да не постои одлуката, и се фокусиравме само на образложението. Овие заклучоци се до кои дојдовме и тие се производ на разчитувањето на Националниот блок Не отварам врата, но со професионална помош и поддршка сесредно учество на нашите правни експерти, го цитирам генералниот нивен став. Севкупната елаборација на почитуваните судии по сите три прашања ги афирмира нашите забелешки околу непочитувањето на Уставот со законот за попис на населението и придонесува со примери колку небулозни решенија се содржани во тој закон и колку тие погрешни решенија не помагаат околу прецизноста и ефикасноста на пописот. Еве ги деталите. Правната екипа на Националниот блок Не отварам врата, која ја подготви иницијативата за оценување на уставноста, се темелеше на три главни позиции. Доказот ќе го изведеме со примери за и вие пластично да го доживеете нашето позитивно изненадување. Прво, нашата забелешка за неуспешноста и неуставноста на член 8 став 2 од законот, кој воведува категорија која е повеќе литературно-уметничка отколку правна, создава карактер кој е именуван како, цитирам, полнолетно лице кое најмногу го познава и се однесува на ситуација кога човекот кој треба да биде попишан не е присутен. Бидејќи не можевме да си го објасниме тоа што значи кој е тој што најмногу познава и каков е тој карактер, тука Уставниот суд ни помогна укажувајќи дека законот за попис
тој карактер го опишува како, цитирам, секое полнолетно лице кое го знае матичниот број на отсутниот поединец. Околу одредницата најмногу нема никакво правно дефинирање. Но дадено е оправдување кое вели дека исказите на овој карактер кој најмногу знае не се толку важни, бидејќи власта веќе знае се за секого во своите архиви, распрскани по матичните служби, катастарот, МВР, други 3 министерства, Заводот за статистика, ПИОМ, МИОМ, Агенција за вработување, УЧК, се извинувам, УЈП и така натаму. И така, на тој начин, цитирам, се обезбедени јасни и прецизни процедури кои ефикасно ќе го спроведат пописот. Точка. Не им требаше многу време на нашите правни експерти да сватат дека ова образложение не е надпишано од почитуваниот Уставен суд, туку дека е едноставен препис од Законот за попис. Втор пример е земен од образложението на нашата забелешка за уставноста на пописот во време на пандемија. Забелешка која секоја правна служба на светот ја прифаќа и никој не прави попис во време на пандемија. Уставниот суд го прифаќа ова како факт. Потоа, следи објаснување околу херојскиот ангажман на владата за спречување на пандемијата и, цитирам, превентивни препораки, протоколи, времени мерки, нередени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови, алгоритми, функции, равенки со 1 и X, непознати масовни вакцинации. И така натаму. Како наредовен прес, кој и со кој не заплашуваат 2 години и се уште си ја вршат истата функција и не донесоа во состојба на 4 пати поголема смртност во однос на смртноста во соседните земји од пандемијата и високото 6-то место на земјината топка по смртност. И во овој случај нашите правни експерти, но и оние кои не се правници, препознаа дека ова не го напишале правници. Свативме дека Уставниот суд се чуди зошто владата влезе на врапито во попис среде епидемија за документ кој мора да се направи во услови кои ќе обезбедат добивање на темелен документ за развој на една држава. Третиот пример се наоѓа во одговорот на нашето барање за проверка на уставноста за задолжителна употреба на македонскиот јазик и кириличното писмо со употреба на малцински јазик во општините со најмалку 20%. Уставниот суд се согласува дека Уставот така пропишал, но нуди едно покровителско, веруваме, неизбежно оправдување за владата. Цитирам: станува збор за практична примена на апликацијата при попишувањето во функција на олеснување на пописот. Завршен цитат. Како може да биде попрактично за каква и да е работа кога текстот е на 7 јазици кои во конечниот заклучок треба да бидат преведени во еден документ испечатен на македонски јазик? И во овој пример констатираме дека текстот не е напишан како правна формулација. Почитувани, по оваа анализа заклучуваме дека Уставниот суд во целост ги прифатил нашите забелешки околу неуставноста на Законот за попис, но дека поради недемократското делување на оваа влада морал да даде амбивалентен одговор. Почитувани, би сакале уште еднаш да се заблагодариме на Уставниот суд и ние како национален блок ќе продолжиме соработката со оваа наша врвна институција и последните прашања. Прво, зошто овој попис се прави панично, кога може да се направи прописно по престанокот на пандемијата и со соодветна подготовка? Националниот блок Не отварам врата смета дека ова што се изведе е неверодостоен попис и наскоро ќе се огласи само по тоа прашање со пресконференција. Зошто овој попис се прави со методологија која оваа важна операција дефинира како меѓупартиски договор, а не реален документ кој треба да биде основа за развој на Македонија? Зошто овој попис го прави компанија која не е од Македонија,
кога нашите IT компании високо котираат во светот? Зошто методологијата содржи историски небулози кои представуваат искриво колчување на документацијата, архивата и историјата на Македонија? Националниот блок Не отварам врата смета дека ова што се изведе минатата година не може да биде реален попис и не го признава. Ви благодарам.